небесата, помолите на своята пречиста и преемпочна майка на своите славни светлни апостоли, на светите отци, наши учители на Вселената, Василий Велики, Григорий Богословен Платов, светиот Григорий Паламон, на светите славенски просветители, учители Кирил и Метод, нейните свети ученици, Климент и Нано, Кринските чудотворци, на светите 15 европолски свещеначеници, светите великомъченици Георги, Димитри, свети Ромачен, Клеонти, на преподобните богоносни оси наши пини Арсения, Агатони, Мукри Велики, Ефрем, Сирин, Теофил, Вторник, Струничка, Съспили от Гаврил Велички, помолите на светите праведни Богослови Йоаким и Яна, и на светиот свещеномаченик Ставалей, чисто спомене за славен, помолите на сите свети, да им помилува, да не спасите, кој да съм блаки човеколюбив Бог. Амин. По молитвите на високопреосвещениот митрополит наш Господин, Исусе Христе Боже наш, смилувај се на нас. Како што е запишано во Светото Писмо, 40 дена после Воскресението Христово, кој се случило во првиот ден од седмицата, односно во недела рано, затоа што прв ден од седмицата се сметал дека е неделата, а седмиот ден била саботата. Затоа се вели во Светото Писмо дека во првиот ден од седмицата, рано наутро кога отишле жените на гробот, не го нашле телото Христово, туку го нашле само ангелот кој им договестил таа радосна вест дека Христос воскреснал. При тоа соопштување на оваа радосна вест, ангелот им најавил и уште една работа, им дал заповед да не излегуваат од градот, туку постојано да пребиваат во молитва, да пребиваат во заедничка молитва, да растат во верата и да чекаат Христос да им се јави после неговото воскресение. Така и се случило, овие исполнувајќи на таа заповед на ангелот, останале заедно апостолите, пребивале постојано во молитва и Христос неколку пати ги посетил, давајќи им го својот мир. За потоа да ги изведе веќе во 40-тиот ден, како што е напишано во писмото, да ги изведе надвор од градот и пред нив да се вознесе на небесата. Се вознел на небесата, седејќи меѓу нив, почнал да се вознесува на небесата, а апостолите кога останали зачудени од оваа гледка, повторно меѓу нив се јавиле двајца ангели во светлобели облеки, кои им кажале: не чудете се за ова што се случува, затоа што така треба да стане, затоа што Христос Господ Бог наш треба да се вознесе на небесата, за оттаму да ни го испрати Светиот Дух. Значи, затоа што го славиме денеска вознесението Христово на небесата и седнувањето Негово одесно на Бога и Отца, овој празник се нарекува Вознесение Христово, но ние народски го нарекуваме уште овој празник и Спасовден. Зошто се нарекува и Спасовден? Едноставно затоа што Спасителот наш, вознесувајќи се на небесата, ни го дал и ветувањето дека ќе го испрати Утешителот, Духот на вистината, кој веќе го славиме за 10 дена од овој ден од Вознесението Христово, Светиот Дух или симнување на Светиот Дух на апостолите или Педесетница, како што уште се нарекува. А овој празник исто можеме да го сретнеме и под името 40-ница, затоа што секогаш го славиме во 40-тиот ден Воскресението. Поради тоа, секогаш датумот на овој празник се менува, но денот останува ист, секогаш се слави во четврток, затоа што четвртокот е веќе 40-тиот ден од неговото вознесение. Зошто е битно ова вознесение, освен по оние јавувања кога Христос доаѓал меѓу своите ученици апостоли, како што можевме да чуеме во Евангелието, им покажал дека не е дух, туку дека е во истото она тело во кое што живеел на небесата. Еве тоа, ако се сеќавате во Евангелието, кога се чита кога го славиме споменот на светиот апостол Тома, кога дошол меѓу апостолите, од една страна влегол како дух преку затворена врата, но од друга страна покажал на апостолите дека не е безтелесен, туку го има истото тело, затоа што на светиот апостол Тома му дозволил да се допре до него и да ги стави своите прсти во рацете во раните од клинците кои ги имал Христос на рацете и раката негова да ја стави во ребрата каде што бил прободен додека бил